Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва гости се адвокатот Тони Менкиновски. Добре дојдовте. Добре најдов и добро вечер. И Љупчо Зиков, Капитал, добро колега. вечер. Добро вечер и за вас. Ќе говориме за сите актуелни случувања, меѓутоа оно што секако е една од темите во вечерашната емисија ќе биде и денешната изјава на премиерот Мицкоски, дали всушност тој најави предвремени избори. Како и да е, ќе одиме со нешто буквално можам да кажам, не знам дали ќе се согласите со мене, атмосферата во изминатиот период, да не одам подалеку, ама да завршат, кога заврши изборите во Унгарија, темата беше изборите во Унгарија, кој победил, што ќе се случува понатаму, деновиве околу, сам вчерашниот ден околу одбележувањето на 123 годишнината од смртта на Гоце Делчев, повторно со размена на меѓусебни обвинувања и пораки, во делот и особено околу ова прашањето со Бугарија, продолжи и денеска на денот на одбележувањето на 5 мај, денот на македонскиот јазик. Господине Менкиновски, како вие гледате на овие случувања, како ја перципирате во моментов актуелната политичка сцена и каде одиме, во кој правец? На почетокот морам да истакнам и да кажам дека една ситуација ме направи исклучително горд македонец, кога во Советот на Европа македонската делегација составена од ВМРО, ДПМН и СДС, значи заеднички интервенираше пред комесарот за човекови права и пред генералниот секретар, значи морам да истакнам, значи Иванка Василевска и Бисера Костадинова му поставија прашање и заеднички настапија, значи заштитувајќи го јавниот интерес. Не е прашањето дека поставија за моето, значи за она што мене ми се случи во Бугарија, но заеднички постапија и тоа мислам дека е една многу голема порака до македонската политика. Најверојатно дека вие жените треба да ја водите политиката, да сте многу практични и прагматични. И до македонската политика дека онај момент кога постои јавен интерес, значи национален интерес, значи ние тогаш треба да видиме заедно, да имаме заеднички интереси и да настапуваме заедно и да не дозволиме друг, значи да ни ја крои судбината. Оно што моментално се случува, навистина и мене не ми се допаѓа, значи сметам дека... Добре, тоа можеби го ставив и во контекст на тоа дали па и на некој начин не подготвуваат за избори, бидејќи така и наликува како некој пред изборот. И морам да кажам дека овие две жени за мене се хероини, значи и им благодарам, јавно им се заблагодарувам. Значи направија нешто што никој одамна не го направил, значи во Македонија. Јавната сцена можеби се занимава сега со дневно-политички збиднувања, но тие дневно-политички збиднувања, значи ќе бидеме ние радосни, среќни како луѓе кога ќе се зборува за височината на данокот и за овдека во Македонија за жал се зборува за национални интереси кога веќе доаѓаат тие препукувања каде што вистина постојат црвени линии и сметам дека не би требало за тие работи да има несогласување, дека треба да имаат заеднички цели. Да, и плюс тоа во собранието носиме резолуции, очигледно ги подзабораваат малку. Да, апсолутно. Зиков, како ти гледаш на ситуацијата? Од аспект на изјавата на премиерот, претпоставувам. И од аспект на тоа, да. Вака, значи, деновиве одбележавме голем ден со... Јас само да кажам во интерес на гледачите и околу тоа што го најави од Советот на Европа дека ќе го отворат вашиот случај, се работеше за забраната за влез во Бугарија. Покасно ќе ве прашам околу очекувањето околу од тоа. Да, продолжиме се. Ова што Тони го кажува од аспект на тоа што се случувало во Страсбур е стварно за почит и тоа оди во контекст на тоа дека еден мал зрак, например, во правец на тоа дека големите македонски партии, македонските големи партии, можеби крајно време и во власт и во опозицијата да седнат на една маса и да расчистат некои работи околу, да речеме, нека биде и македонските позиции визави Европска Унија, визави проблемите што ги имаме на патот кон Европската Унија, визави прашањето со Бугарија, значи и тука може да се направи добар став заеднички. Имено јас подолго време сум од тие што зборува дека треба да се седне на една маса ВМРО како партија со најголем број
следбеници во Македонија, најголема партија, и Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој е најголема опозицијска партија со сите негови проблеми во моментот што ги има и неговата големина како таква. Јас мислам дека во наредниот период тоа ќе расте, отварајќи се прашањата од дневно политички карактери воопшто политиката во Македонија. И мислам дека таму има има сили кои може да го покренат тој процес на релеванција во СДСМ. Меѓутоа, време... Од активното раководство или мислите на некои други... Што и да се случува, нешто мора да се случува. Знаете, тие проблеми се иманентни во сите партии цело време 35 години. Значи, сите партии биле во големи кризи, длабоки кризи, кризи на лидерство, па се качувале И пред се кога се во опозиција, да не забораваме. Да, знаете, сега отвараме повеќе теми во исто време, меѓутоа во 24-та Па се е некако поврзано. Во 2024 година сепак Социјалдемократскиот сојуз претрпе драматичен пораз. Значи сега треба време за таа работа и јас година дена зборувам дека ние ќе дојдеме во фаза кога Мицковски премиерот Христијан Мицковски ќе сака да го капитализира целиот овој процес со уште едни избори. Лани многу луѓе беа скептици дека ќе има избори, меѓутоа како оди времето, доаѓаме до ситуација дека навистина сум бил во право и дека ќе има. И денешната изјава на Мицковски е најавата практички, тоа најава дека ќе има избори, сега не кажа датум, меѓутоа речеве наскоро ќе има избори. Значи, тоа навестува дека тоа ќе се случи. Најаве реконструкција во јуни. Исто така, па дали оние најави, дали ќе биде реконструкција или ќе биде друга најава или летото ќе помине, тој и лани најави реконструкција дека ќе има, па не ја направи. Во секој случај ја би играл така. Значи како премиерот Мицковски, да сум на негово место, ја би го одиграл така. Би го искористил моментот на помалку воздух во плуќата на опозицијата, би го искористил моментот на, знаете, и констелацијата е таква. Значи Орбан во Унгарија падна, Бугарија доби стабилна влада, претпоставувам дека ќе зборуваме за тоа, сега само ги навестувам вака. Еве, до крајот на неделата треба Радев да го добие мандатот. Да, и тоа е стабилна влада. Значи тоа веќе не е влада во која ние ќе кажеме во источниот сосед немаме стабилно раководство. Сега ќе имаме стабилно раководство кај источниот сосед и тука претпоставувам дека ќе треба нови позиции да се зазимаат. Да се вратам на клучната теза во овој дел. Време е ВМРО, ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз да седнат и да поразговараат. Дали ќе го прават тоа пред камери, дали ќе го прават за затворени врати, дали во шума наводно, некаде да го направат и да излезат со заеднички ставови за некои работи за иднината на Македонија. Да. Добро, вчера лидерот на СДСМ кажа дека неслушно од Бугарија дека ни го негираат идентитетот. Денеска имаше поинаква изјава дека не е загрозен идентитетот од никого. Но да не навлегуваме сега кој што сакал да каже, јавноста е прилично информирана околу тоа кој што кажал последниве 2 дена. Господин Менкиновски, што очекувате сега со изборот на новата влада во Бугарија? Како ние би ги продолжиле, дали воопшто, премиерот вели дека не очекува подобрување на климата во односите со Бугарија, но дека е подготвени да се разговара, меѓутоа нели ставовите се дека ние имаме наши црвени линии, па што може да се очекува и во контекст на денешниот ден, што се случуваше во Европскиот парламент со пратениците кои што бугарските европратеници кои што му се лути на известувачот Вајц, особено во делот на нели протоколот, вториот протокол кој што треба нели да одлучи Советот НЕУ, дали тој е услов за нашиот напредок или не? Да се вратам само малце во делот на изборите, рековте претходни избори. Да, избори треба да има во Македонија, во смисла како што најави премиерот, но тие избори треба да бидат на она што го бараат меѓународните партнери на Македонија, што го бара целата демократска јавност, тоа треба да бидат избори каде што ќе имаме една изборна единица и ќе имаме отворена листа. И дека е потребно во нашата политика, во реал политиката, ние да имаме авторитети. Јас лично, и пред емисијата разговаравме, имам многу пратеници кои не ги познавам и кои се во парламентот само за гласање. Тоа е срамота да земате плата, а за да само да кревате рака. Нас не е потребно во политиката да влезат авторитети, потребна е онаа интелигенција која е
маргинализирана, значи, која не може да го трпи делот на култот на личноста. И таа интелигенција, ако сакаме да почнеме процеси на реорганизација и реформа, значи мораме да направиме отворена листа. Отворената листа значи дека за 120 пратеници вие гласате за оние пратени кои сметате дека во општеството има најголеми заслуги за одредена работа, а не гласате за оние кои вие кажал ви насочила партијата. И тука се ослободуваме од еден многу битен епитет, а тој е оној политички епитет кој ностоп ни го лепат дека тој политички епитет не прати во правосудството, не прати на секаде, каде сакаме. И мислам дека ако сакаме реално избори, значи ако сакаме да направиме промена, значи мора да се прифати оваа опција. Оваа опција е единственото прашање кое сметам дека сите политички партии во Македонија се единствени бидејќи не им одговара. Дали се ВМРО, дали СДС, дали се работната група за изборниот законник зборуваат сега, се договараат за една изборна единица, меѓутоа не слушнавме дека баш за отворени листи. Да, отворените листи се стрикно барање, значи од нашите западни сега партнери, така наречени партнери, дека Македонија мора да има отворени листи и тоа мора да биде, ова го зборуваат колку години, Зиков? Од 2001 година, до сега, тогаш добивме ваков изборен модел. Во 2001 кога менувавме устав, па се носе изборни закони. А како велеше нашата претседателка како професорка Силјановска, ние имаме султан партии во Македонија, тоа веќе уште пред децени. Ако сакаме да ја демократизираме Македонија, ние мораме да имаме отворени листи. Мора да се знае кој за кого гласал. Значи тоа е најбитниот момент. Сега за Радев, она што ме прашавте, да ви одговорам, јас баш и напишав една колумна за еден македонски вестник во таа значи со наслов дека Радев зборува за Москва, мисли за Брисел. Значи и работи за Брисел. Политиката на Бугарија суштински нема да се смени. Многу е битно како ние ќе реагираме во целокупната ситуација и дали ќе успееме, значи овој билатерален проблем да го направиме мултилатерален и дали ќе успееме како дипломатија, како држава, значи и ние да имаме соодветна акција во целокупната постапка како рамноправни партнери. Факт е дека ќе влеземе во Европска унија, тоа мислам не може никој да не убеди, тоа на брза трака и за многу брзо време. Во пакет со Албанија, Црна Гора? Со сите, со Босна и со Србија. Значи тоа е факт. Значи тоа е факт за многу брзо. Значи за многу брзо бидејќи сега ние му требаме на Европска унија. Значи она што фон дер Лајен доживува неуспех дека не се пренесува, оди во Индија, потпишува договори, значи беше во Австралија, беше во Латинска Америка, таа автоиндустрија има потреба од пазар, има потреба од кохерентност, значи и сега сум убеден, значи и согласно моите значи конекции надвор, тие работат да можеби да седнеме на таа маса, можеби нема да имаме право на глас, значи во моментот, но на масата на Европска унија ќе седнеме бидејќи им сме потребни. Босна и Херцеговина, Србија, Македонија, сите оние Косово, Албанија, сите оние држави кои не се влезени. Да, но не беше јасно потврдено дека тоа ќе се случи сепак. Иако тоа се најавува, да. Да, тоа се најавува и се работи, значи се работи на тој дел, така да мислам дека веќе не зависи ништо од Радев, туку Радев ќе слуша она што ќе му го пренесе Брисел. Така да тоа е она што значи мислите дека овој услов околу за да ги почнеме преговорите со уставните измени не е толку итен во тој контекст? Мислам да и мислам дека многу работи брзо ќе се менуваат и не во таа насока. Јас сме зборувале тука и во оваа емисија уште 2008 година од страна на Венецијанската комисија е побарано Бугарија да го смени уставот, не Македонија, ама нашата дипломатија бидејќи беше заспана многу години, како туристичка агенција се однесуваше. За која година беше тоа 2008 година во извештај на Венецијанска комисија стрикно е наведено дека Бугарија е таа која треба да го смени уставот во делот на малцинствата, значи зборуваме. Па потоа во извештајот на Томас Хамерберг, комесарот за човекови права, тоа се потврдува. Така да тоа е и тие успеа да направат еден огледало систем, реверзибилен систем, значи со кој фактички не натераа нас ние да го менуваме уставот, значи и да бараат од нас нешто, на пример да бугарите бидат внесени во уставот. Во македонското општество имаме повеќе, значи групации, некои кои се приврзаници, значи
на таа автономска Македонија. Значи сметаа дека бугарите биле на страната на фашистите, меѓу кои сум и јас, и дека тие ради таа причина не треба да влезат во уставот. Имаме приврзаници кои сметаат дека бугарите треба да влезат во уставот од таа причина што ќе се направи јасна дистинкција помеѓу македонци и бугари, но сега немаме ни време ни место да го тоа елаборираме. Поентата е дека ова прашање мислам дека за брзо ќе биде оставено значи за понатака, а Македонија ќе влезе во Европска унија, значи не ради политиките на македонските влади, туку едноставно значи пак со некоја политичка одлука како што и беа некои бранови на проширување. Ние му требаме на Европска унија, а поготово му е потребно Вардарско-Моравската долина, значи да стават рака на таа Вардарско-Моравска долина, бидејќи Кина засилено форсира еве во Србија, значи изградба на проток, и тоа е сериозна работа и ние тоа нашите експерти, значи не ние како граѓани, туку нашите експерти, советници кои владата ги плаќа, треба добро да му го воочат и на премиерот и дури и на опозицијата дека се работи на еден многу голем проект, тоа е патот на свилата, значи каде кинезите немилосрдно ќе влезат и влегуваат и сакаат да го направат Вардар да е пловен, тоа е еден стар објект, стар проект, така да тука нема компромис и поради таа причина ќе влеземе на многу брза трака, значи и за автоиндустријата и за ова во Европска унија, значи но без право на глас, што нас и така мислам не ни менува нешто, значи би било добро да влеземе, значи сепак ќе искористиме дел од тој европски чадор, но исто така е многу битно, значи многу е битно македонската влада да спреми квалификувани и квалитетни кадри, бидејќи кога влегувате во една таква институција, вие мора да одговорите кон тие институции, дали кон судот во Луксембург, дали кон Европската комисија, а не само да ги обвинувате земјоделците дека тие не биле кадарни и не земале проекти. Па тие не можат да ги земат проекти. Треба да некој да им помогне. Треба некој да им помогне. Така. Зиков околу ова, да? Би сакал, да, имам што да кажам околу ова, многу оптимистички од страна на господин Менкиновски за нашето влегување. Не, ворете тоа. А имаше и најави. Не го делам баш тоа мислење, имајќи предвид некои изјави и ставови последно време што се давани во Европската унија. Меѓутоа, пред за ова сакам околу изборниот модел да кажем јас нешто. Клучно важно за промените во Македонија, ако сакаме воопшто се случат некакви промени во Македонија и да не живееме во жавокречина и статус кво ситуација, ова го пишува во црно-бел свет. Значи, клучно важно зашто македонските граѓани треба да станат и да излезат на улица, не знам како ќе ме разберат, како сакат нека ме сватат, е промена на изборен модел. Значи, во Македонија крајно време е да се смени изборниот модел. Работни групи во парламент, еве ви кажувам дека ништо нема да има тоа и нема да има промена на изборен модел. Нема ништо, ќе има датум за предвремени избори и ќе влезат у кампања. И толку е. Значи, како ти сепак мислиш дека ќе има? Видете да ви кажам, за промена на изборен модел се збори кај нас откако ово изборен модел е стаен, од утре ден тоа се збори за нов модел. Барем 2 децени избори. 2 децени изборат и тоа не им одговара на големите партии, бидејќи они си имаат 6 изборни единици, како 6 држави избори да прават, по 20 души. Па еве сега се согласуваат, па прагот да бил толков. Значи, граѓаните треба да се насочат кон промена на такви барања има пред 5-6 години кога падна Борисов во една од неговите влади во Бугарија, граѓаните излегоа и рекоа пред што и да правиме во оваа држава промена на изборен модел. Имаше делови да се промени изборниот модел во Бугарија. Значи, не можете вие да употребам термин на премиерот наш, со мекотели во парламентот, не можете да правите политика. Заради тоа што овде зборувам за сите 120 пратеници. Значи не правам тука партии разлика. Значи ќе ви се наутат да се па ги наградувате. Јас не, сега зборам секој чест, еве вака ќе направиме запетка, секој чест на исклучоци таму. Значи не можете вие тоа да правите политика со климање на глава, со пола парламент вие надвор, додека има клучни седници и така натаму, тоа е многу неодговорно. И просто е навредливо за интелигенција ова што последната недела беше со пасош, дупли пасош, па кај пратениците да немало. Тоа се подразбира дека така треба да биде. Меѓутоа,
Вие треба да направите закон и кај министрите и кај другите да нема државна Па не е проблем администрација. пратеникот и така е таков каков што е. Проблемот у Македонија се министрите и директорите на јавни предпријатија, ти имат по 4 пасоша, не по 2. Суштината, Зиков, на тоа да имаме една изборна единица со отворени листи, тоа е тоа, парламентот да стане на вистина тој што ќе ја контролира владата, а не да биде гласачка машина на владата. Листа од 1 до 120 ќе гласам за 32-иот. И тој ако има најмногу гласови, тој ќе биде прв што ќе влезе во парламентот од таа политичка опција. Добро, ако не биде за следни избори, веројатно на некој следните ќе биде. И демократизација на партиите, така почитуваната госпоѓа Силјановска, председателка на Македонија, која своевремено го викала тоа, пошто денеска тоа не го кажува, Султан партија. Па верувам дека се уште го држи тој став. Па не, она може да си го држи за себе, а не го кажува, порано го кажуваше. Значи, па добро, се е председателка. Проблемот е што вие добивате неквалитетни кадри заради тоа што лидерот така кажал и он ја наместил листата и вие гласате за тоа, за тие луѓе. А кога ќе биде ваму, кога ќе биде слободно гласањето, можеме да гласаме за друга листа, меѓутоа Македонија се е во некаков црн бел свет. Ние се доведовме во ситуација да граѓаните мислат дека ние немаме друга опција ако не се двете големи партии. Со отворени листи се демократизираат партиите, заради тоа што внатре ќе се создаде ривалство. Нормално, сакам да бидам на листа, имам што да понудам на граѓаните. Знаете, во Америка по филмовите кога гледаме, конгресмените во тој регион одат па се борат за гласови, таму републиканците и демократите на врвот не ни знаат кој се кандидира на теренот веќе од тоа. Меѓутоа е по идеологија, социјалдемократ, републиканец или не знам како. И сега се вратам на Бугарија. Мислам дека имајќи предвид Ти сепак мисли може на интермецо. Да. Може секако. Изборите во Будимпешта или во Унгарија и во Бугарија, значи ќе речев Русија, ама не, ќе направев лапсус, значи во моментов ги добија неопределените гласачи. Ние во моментот во Македонија, значи нашите партии владеат со 20 до 25% од вкупниот број на гласачи. И цело време слушаме на приказка као изборниот список, не знам, ваков бил, таков бил, не знам, имало умрени, не бил исчистен и не знам што натака. Значи имаме абстиненција на гласачите од причина што немаат избор, не сакаат нашите граѓани додат ова што го споменавте. Не се мотивирани да гласат. Немаат мотив. Отворената листа, значи ние треба да извадиме интелектуалци кои во парламентот, значи нивното знаење и искуство ќе ни го пренесат. Не можеме ние да се бориме овдека цело време и на крајот кога ќе дојдат во парламентот, тоа е гласачка машинерија за и против. Уште не е запален семафор, знаете што е за или против и каков закон. Ние немаме, значи, проток на идеи, многу битна работа. Значи, не видовме некој да излезе во парламентот и да каже, слушајте, можеби јас сум од таа и таа партија, од таа и таа провиненција, но јас сметам дека политиката, значи, ние имаме еден обратен процес. Владата е парламент. Значи, наместо парламентот е тој кој ја контролира владата. И најбитното е отворената листа, значи, да профункционира во Македонија. Немаме ли отворена листа, јас мислам дека имаме помалку демократија во Македонија. Има уште еден амандман. Значи, интересна е оваа тема, ќе се вратиме на Бугарија. Значи, имате вие институт координација на пратеничка група и координација кај председателот на парламентот. Тоа подразбирам од аспект на дневен ред само, што ќе техникали. Меѓутоа вие да креирате став кај што сите треба вака да направат во еден момент, тоа не може да биде, тоа е веќе без дебата. Тука веќе отсуствува дебатата и тука вие не можете било кој ставете пратеник да биде. Тој ќе си гласа, пошто ќе му пишете сега со новите технологии, сега можете и на WhatsApp, на Viber да му пишете како, дури говорот да му го направите и така. Од друга страна, овој систем ние што го имаме изборен е многу застарен и тој е направен, имаме долго паметење, па знам, и ја и ти Бети сме у медиуми 40-35 години. А и Бога ми долго бевме во собрани, така. Ете така, значи и знаеме како дојдовме ние до овој изборен модел. На меѓународната заедница во 2001 година, кога заврши конфликтот, кога направи рамковна спогодба, им требаше гаранти кои ќе го бетонираат политичкиот живот и реформите по тој основ, по рамковниот договор. И најлесно беше пропорционален модел, 6 изборни единици и имате вие
ова поглавари на племиња. Фактички ние имаме... Четирите партии, да. Ние, и тоа се племиња. Племе десничари, племе левичари и албанците, две племиња, десничари и левичари. Класичен феудализам. Да. И сега, вие не можете у парламент нешто да прогурате, и тогаш ги викате племенските водачи, четворицата. И така се роди На лидерска средба. лидерска средба, институтот што е повторно и противуставен е, и ова кај го има тоа се у клуб на пратеници, па дури не е ни у парламент, него е у клуб на пратеници и тие седнуваат сега као кој знае што тука Стивен Спилберг сцени се тоа, те прават и они таму договараат. А што договараат? Договараат овие 120 како ќе гласаат во суштина. Значи кој ги прашува? Значи тоа треба да се промени. Ние треба да имаме за секое прашање Договорена во Македонија политика, треба да има дебата. Така е. И јавна дебата во невладиниот сектор и во парламентот да има дебата. Ако се сеќавате, кој се сеќаваме ние тројцата сигурно, првиот парламентарен состав на независна Македонија, мислам дека и на мнозински систем беше биран тој. Да. Значи, таму имаше дебати, луѓето уште не беа свесни дали е ВМРО, ДПМН, дали СКМ ПДП беше тогаш, дали ПДП на Алити, па доаѓа растеретени доаѓа од политичка тежина, некоја партиска и така. И таму можеше да се слушне прекрасни анализи, ставови, предлози и така натаму и така натаму. Затоа ние треба не велам, не сум поборник на тоа на мнозински систем да се вратиме, меѓутоа некои комбинации и креатива треба да има кај нас. Не можеме ние да седиме од 2001 до денеска, не мрдаме на таа тема. Имам еден, значи, амандман беше, така? Значи, има една анекдота во парламентот во СХС или бивша Југославија. СХС, Има еден пратеник од Вевчани, се викал Мисличини Шуменковиќ. И тој после 25 години на Од таков Вевчани, модел, Шуменковиќ, така се презивал Да, така тогаш. се презивал, кренал рака. И председателот на собранието се зачудил како овој крена рака. Мислел дека ќе зборува за бара збор и рекол чекајте тишина. Му рекол повелете господине Шуменковиќ и овој му рекол извинете сакам да прашам кога ќе биде паузата. Значи поентата која ми е, ние сме сега моментално во таква ситуација. Ние имаме луѓе кои баш буквално се во парламентот, па бил 2 пати, 3 пати, а јавноста ништо не знае што тој направил во парламентот. Кој предлог на закон, зошто е тој во парламентот? Јас го гледав и составот, па ние имаме повеќе доктори, стоматолози во парламентот, него што ги имаме, значи, во болница. Мислам, дајте се, значи, зборуваме за авторитети, за луѓе кои во средината значат нешто и кои можат да придонесат. Јас не знам дали има новинари таму, некои неам видено, така? А сепак, ни новинари нема ни во дипломатијата, секаде во светот. Има во дипломатијата. Заменикот министер за надворешни е новинар. Да, ама секаде во светот, значи новинарите и спортистите се најголемите дипломати во Черчил бил новинар. Да, така. Што се однесува до нашата меѓународна позиција и патот за преговори со Европска унија. Очекуваш нешто се случи сега со новата влада? Јас очекувам, да. Јас сум можда денови од ретките кои моја проценка е дека со Радев може да се седне на диалог. Сега зошто го кажувам тоа? Затоа што има целосен легитимитет, затоа што тој на некој начин го креираше ова со уставните измени, така? Практички он беше најгласниот и најкрутиот во пред 3-4 години кога се правеа тие работи од позиција на председател. Меѓутоа, предпоставка е, се работи за интелигентен човек во секој случај, предпоставка е дека тој знаел по кој пат ќе оди, дека ќе прави партија и неговиот став е став кој ја хомогенизираше Бугарија на негова страна да дојде. Значи, голем дел од гласачите дојдоа и затоа он победи вака како што победи сега. Зборуваше за Москва, за да ги земе неопределените, бидејќи тоа беше добар скрининг таму, бидејќи сепак тие живееле со Да, па некои од западните медиуми му додадоа местото на Орбан, не бе сега. Да, но тоа нема ништо. Меѓутоа, сум разговарал со повеќе наши политичари кои биле во контакт со Радев. Тој човек е еден од посериозните на тамошната политичка сцена, од аспект на други политички лидери и така, што ние ги познаваме. И во неофицијални разговори и не бил така крут. Оставал простор дека може нешто. Да не забораваме, тој човек
леташе заедно во авион со Стево Пендаровски, со претходниот наш, Мислиш го зема со нашиот Скопје, председател. да? Не, то зборувам за гестови сега. Сега зборувам за нешто што остава простор. Така ја креирам за мене. Тоа е мое лично мислење на крајот на денот. Мислам дека со Румен Радев Македонија има една шанса да ги омекни работите. Не во контекст на тоа дали ние ќе попуштиме или нема да попуштиме ние како македонска страна. Знаете што, ние утре да влеземе во Европска унија, како што Тони оптимистички најавува, утре да влеземе, сите у пакет, ние со Бугарија мора да имаме добри релации. Ние као соседи мора да имаме добри релации. Да не заборавиме, ние со Грција имавме долгогодишен проблем за името. После Преспанскиот договор, јас добро знам, бев еден период во еден таков сектор работев во државата, каде дојде кризата 22 година со цената на енергенсите на светски пазар, нешто слично како денеска што се случува. Тоа беше нели по нападот на Русија врз Украина. Кога дојде енергетската криза, Грција имаше донесено закон за забрана на извоз на јаглен од Македонија. Од Грција. Значи, забрана за извоз. Енергентите си ги чуваат дома. Направија исклучок за Македонија. Значи, тогаш летна авионот од Скопје, отидува на состанок и Грција, Мицотакис беше, направи исклучок. Што сакам да речем? Ни дадоа јаглен, го донесоа Битола. Добро, сепак сме први соседи, како да е. Не, таму имаше закон за забрана за извоз. Имаше одлука на влада и закон ли е, одлука ли е, сега не знам што беше, меѓутоа имаше одлука, жива одлука донесена. Значи, добро, тоа е илустрација на оно што сакам да го речем. Значи, ние со нашите соседи мора да имаме, како што со Србија имаме прекрасни односи, дури и претенциозни сме колку ги фалиме односите помеѓу Македонија и Србија. Не знам кој ги фали. Да, тоа е еден општ фолклор у државата. Мислам, тоа све што доаѓа од Белград за нас е, како да ви кажем. Сега, да дојдеме на клучната тема. Не сум оптимиста дека бев оптимист еден период, до пред 3-4 месеци, кога беше живо прашањето за тие идеите на Вучич и на Рама, ако се сеќавате, тие колумни што ги пишува, и така дале. Мислев... Да, Марта Кос директно кажа дека тоа не бива, да. Да. Мислев дека тоа е, дека Вучич и Еди Рама имаат некои дојави на високо ниво, па тоа сега тие го отвараат како прашање и така се на моменти креиравме некој оптимизам во целата работа. Меѓутоа, еве, на последниот самит пред неколку дена на Кипар на Европска унија, Мерц јасно кажа дека и Украина мора да даде територија. Тоа се Украина прво, тоа е во контекстот на ова, ќе го објасниме и тоа, меѓутоа рече дека во моментот за Европска унија се Црна Гора и Исланд. Тоа е јавно кажано. Албанија, значи, Албанија има проблем што треба да го реши, таму тоа криминал, корупција и сите тие работи, меѓутоа е многу напред отидено у преговорите. Таа нема проблеми од типот што ги има Македонија. Црна Гора има проблеми. Например, Црна Гора, без разлика што е пред портите, она сега свесно сакам да ги доведам работите како нашиот проблем со Бугарија. Црна Гора има проблем на 3 места со Хрватска, на 3 позиции, за некој логор воен таму што го има, како се вика, не знам, што треба ова статусот. Ама Хрватска нема најава дека било што ќе прави. Тоа не знаеме. И ние немавме најава од Бугарија дека ќе има вето, па добивме. Значи, има некој базен за пливање, името како да му се вика, значи претпоставувам ја дека хрватите инсистираат тоа име да стои. Кога добивме вето од Бугарија? Да, после француското вето добивме бугарско вето. Како го добивме? Прво добивме француско вето, за да се Франција предложи тогаш промена на моделот на преговарање за Европска унија. И после тоа добивме бугарско вето, конкретно вето, со внатре работи. Многу полоши од тоа што ние денеска го имаме како врска. Зборуваш за преговарачката рамка? Тоа беше пред преговарачката рамка ветото.